вечер од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, а сум Јане Боаджиевски. По синокишната средба во Белата куќа грчкиот премиер Јоргос Папандреу изјави дека американскиот претседател Барак Обама позитивно реагирал на грчките мерки за излез од економската криза во која се наоѓа земјата. Во подоцнежната прослава по повод грчкиот ден на независноста во Белата куќа, архиепископот Деметриос, поглавар на Грчката православна црква во САД, побарал од Обама да интервенира за решавање на спорот со името. Посетата на грчкиот премиер на Вашингтон вторникот кулминираше со средбата со американскиот претседател и последователниот прием во чест на грчкиот ден на независноста. Грчките економски проблеми и безвизниот режим на патување за грчките граѓани, според официјални изјави, доминирале на дневен ред, а прашањето за името го покрена архиепископот на Грчката православна црква во САД, Деметриос, на приемот. Јоргос Папандреу по средбата во Белата куќа изјави дека Барак Обама позитивно реагирал на неговото барање за акција против финансиските шпекуланти кои Атина ги обвинува за тешката ситуација во која се наоѓа земјата, поради тоа што наголемо купувале владини обврзници и со тоа ја зголемувале каматата. Подоцна на приемот во Белата куќа даде вакво уверување. Чиниме се што треба со решителност и кредибилитет да ја насочиме економијата на нов, одржлив пат за еднината. Одлуката за патување на грчките граѓани во САД без виза пак Папандреу ја нарече гласна доверба за Грција. Обама не коментираше директно на економијата, но затоа порача. Како што му кажав на премиерот на средбата во овалната канцеларија, во добри или лоши времиња, Грција ќе има партнер и пријател во САД. Папандреу ја истакна и иницијативата на Грција за членство на сите балкански држави во Европската унија до 2014-та, побара решение на кипарското прашање и најави дека ќе работи на напредување на грчко-турските односи. Прашањето за името го спомена архиепископот на Грчката православна црква во САД, Деметриос, кој од Обама побара. Ја повторуваме нашата молба, изразена до вас за време на минатогодишната прослава, за ваша потребна интервенција за се уште отворените прашања на унификација на Кипар и соодветно име за поранешната Југословенска република Македонија. Секретарот за одбрана на САД Роберт Гейтс рече дека американските сили во Авганистан може да почнат да ја предават одговорноста за обезбедувањето на земјата во раце на афганистанските сили пред зацртаниот рок јули следната година. Тој повтори дека било која одлука за забрзување на трансферот на одговорноста ќе биде базирана на условите на теренот. Иранскиот претседател Махмуд Ахмединежад пак, кој се наоѓа во посета на Авганистан, жестоко ја критикуваше мисијата на САД за стабилизација на земјата. За време на посетата на Кабул, што накусо се совпадна со престојот на Роберт Гейтс, Ахмединежад ги повтори повиците до американските сили да заминат од земјата, истакнувајќи дека тие нема да донесат мир. Плановите на Израел за изградба на нови домови во источниот дел на Ерусалим ја подкопува довербата за рестартирање на израелско-палестинските мировни разговори. Ова го изјави американскиот подпредседател Џо Бајден по дводневните разговори со палестинскиот председател Махмуд Абас во Рамалах. Бајден ги повика двете страни, Израел и палестинците, да изградат атмосфера на поддршка за преговори, а не да ги компликуваат. За палестинскиот премиер Салам Фајат, планот на Израел им штети на американските напори за обновување на мировните разговори. Турција соопшти дека нема да го врати својот амбасадор во САД се додека Конгресот не го појасни ставот за резолуцијата за геноцид, што зборува за убиствата на ерменци од страна на отоманските турци пред повеќе од 90 години. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган, кој во посета на Саудитска Арабија, рече дека ова прашање може да ги залади односите Турција-САД. Спорот се појави откако комисија на представничкиот дом на САД усвои резолуција со која смртта на стотици илјади ерменци ги нарече акт на геноцид, осторен од силите на Отоманската империја. Американски официјални лица покрена обвинение против американка која е осомничена за регрутирање муслимани на интернет да вршат насилен джихад или света војна во Јужна Азија и во Европа. Одделот за правда соопшти дека се работи за Колин Ларос, исто така позната како Джиха Джейн, која живее во Филаделфија, Пенсилванија. 46 годишната Ларос се верува дека ја конвертирала верата во ислам. Таа се наоѓа во федерален притвор од октомври.
Во продолжение на News Flash, додека здравствените експерти алармираат дека проблемот со дебелината добива епидемски размери во Соединетите Американски држави, освен физичките вежби и специјалната диета, луѓето се враќаат на корените. Диета од времето на каменото доба. Погледнете. Адвокатот од Вашингтон, Роберт Килинг, никогаш не се чувствувал подобро. Вели тоа се должи на вежбањето и диетата. Секојдневно го посетува CrossFit, фитнес центар што промовира и така наречена палеолитска диета. Тренерот во CrossFit, Мелоди Филдман, и собственикот Џон Мейн објаснуваат. Исхраната е базирана на тоа што јаделе луѓето пред 10.000 години во каменото доба. It's just unprocessed natural foods. Се работи за непреработена природна храна, лешници, сенки, овошје, зеленчук, без скроб, без шеќер, без млечни производи. По вежбањето, Килинг си подготвува храна од каменото доба. На ваква диета е повеќе од 2 години и како резултат на тоа, подобро спие, не бил болен и го надминал поривот за висококалорична храна, како пица и тестенини. Повеќето од палеолитската диета е содржана во книгата Омега Diet од Артемис Симопулос, која подвекува дека прекумерното количество на шеќер, скроб, црвено месо, преработена храна во современата диета е загрижувачко. Овој вид на храна е поврзан со прекумерната телесна тежина, високиот крвен притисок, срцевите заболувања и ракот. Артемис препорачува: Eat more fruits and vegetables. Јадете повеќе овошје и зеленчук, риба, дефинитивно променете го маслото за готвење, намалете ги мастите, помалку шеќер, сол. Во супермаркетот има се од наведеното. Адвокатот од Вашингтон, Роберт Килинг, шеговито коментира: човекот на денешницата доволно еволуирал за да се врати на здравата диета од каменото доба. Утре во News Flash. Решавајте итни светски проблеми. Играјте компјутерска игра на Светската банка. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Нови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.